Владата ќе продолжи да се задолжува, а земјава ќе влезе во редот на високо задолжени држави. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики потврди, имало планови за нови позајмувања од странство. Тврди дека во време на пандемија правилата не требало да важат, бидејќи се работело за вонредни околности. Тоа значи дека јавниот долг ќе пробие границата од 60% од бруто домашниот производ, што според Мастришкиот критериум е лимитот до кој тој се смета за одржлив. Допрва ќе се види дали зголемениот јавен долг ќе резултира со земање поскапи кредити од странство. Битики уверува дека секој позајмен денар ќе бил насочен за да им се помогне на граѓаните и фирмите, а не за непродуктивни цели. Повикувањето на одредени меѓународни спогодби на Мастришкиот договор за задолжување и така некои други договори, сметам дека во период на криза не важат. И затоа, да, ќе има ревидирање на среднорочната стратегија за задолжување, секако, затоа што задолжувањето што ни се случи оваа година, знаеме зашто ни се случи. Да, ние нема да престанеме да наоѓаме фондови кои што значат подобар живот за граѓаните. 30% од парите од задолжувањата годинава се уште стојат неискористени и ќе се употребат за разни програми за помош, вели Битики. Фирмите веќе неколку месеци го чекаат четвртиот пакет антикризни мерки. За јули, август и септември изостанаа субвенциите за исплата на плати. Владата тврди дека никој нема да бил запоставен и дека ќе биле опфатени и сектори за кои сега не се предвидени пари. Конкретниот пакет мерки треба да биде презентиран до крајот на следната недела. Владата тврди дека за четвртиот пакет мерки има пари, а ребалансот на буџетот ќе дојде подоцна. Се прават финалните пресметки во Министерството за финансии. Бизнисмените критикуваат дека досегашната помош била недоволна и дека земјава издвоила најмалку пари од буџетот за помош на граѓаните и стопанството споредено со другите држави од регионот. Владата се задолжи за 1,3 милијарди евра, со што јавниот долг надмина 6,5 милијарди евра, односно речиси ја достигна критичната граница на задолженост од 60% од БДП.